Ќе отвориме Библијата, браќи и сестри, ќе читаме во Евангелието според Лука во 7 глава. Ќе зборуваме за еден човек, капетан, кој заслужил одликување. Но сепак тоа одликување тој не го добил. Но според она што го направил, заслужил еден голем златен медал. Ајде да отвориме во Лука 7 глава и да заеднички го читаме овој настан од 2 стих до 10. Значи, отвараме Евангелие според Лука, 7 глава, стихот е 2 па понатаму. А слугата на еден стотник, кога тој го почитуваше, беше болен на умирање. И кога чу за Исуса, испрати при него јудејски старешени, за да го замолат да дојде и да му го излекува слугата. А кога стигна при Исуса, го молеа усредно велејки: заслужува да го направиш тоа за него, зашто го љуби нашиот народ и синагога не изгради. Исус тргна со нив и кога веќе не беше далеко од куќата, стотникот испрати пријатели да му речат: Господи, не труди се, зашто не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Затоа и не се сметав достоен да ти пристапам, туку кажи само збор и мојот слуга ќе оздрави. Зашто исто јас сум човек под власт и подчинети војници, и на едниот му велам оди и тој оди, а на другиот дојди и тој доаѓа, а на својот слуга направи го тоа. И го прави. Кога го чу тоа, Исус се зачуди и се заврте кон народот што врвеше по него и рече: ви велам, толкава вера не најдов ни во Израел. И кога испратените се вратија дома, го најдоа слугата здрав. Ова е кратката приказна, браќи и сестри, за овој човек. Името не му го знаеме, но очигледно имал висока положба во римската власт, односно во таа војна структура, бил стотник или ние би го нарекли денеска капетан. Ова приказна, овој вистински настан содржи многу големи поуки за нас денес. Тоа се евангелски пораки кои денеска за ова време што ни преостанува ќе ги споменеме. Прво, зошто се спомнува овој римски офицер во Библијата? Дали само по овој настан? Зошто Лука нашол време исходно да го стави, а и другите евангелисти ние ќе читаме, да го стави да биде една од главните улоги во ова приказна овој човек, овој капетан? Дали затоа што бил римски офицер? Дали затоа што бил со племенит карактер? Имало и други луѓе со племенити карактери. Имало и други луѓе кои правеле добри дела. Дали затоа што им соградил синагога, како овде вели Лука, им соградил црква? И денеска има луѓе кои имат пари, им градат цркви на луѓето. Дали по селата, по градовите, дават силни, јаки финансиски средства и прават цркви. Дали поради тоа што направил синагога или црква на евреите, Лука нашол за сходно да го запише овој настан? Или пак затоа што тој имал вера, што Исус го пофалува, и што вели Исус? Таква вера не најдов ниту во Израел. Интересно, човек незнабожец, човек дојден од друга држава, човек дошол во Израел, тамо да управува, тамо да работи, тамо бил поставен, едноставно Исус го пофалува и вели: таква вера не најдов ниту во Израел. Тоа го посведочил и самиот Господ Исус Христос, браќи и сестри, и затоа во Матеј 8 глава, еве што кажува Исус за истиот случај. Значи, Матеј 8 глава, 10 стих. А кога Исус го чу тоа, се зачуди и рече на оние кои го следеа: вистина ви велам, во никого во Израел не најдов толкава вера. Зарем е можно? Оние луѓе кои биле на изворот, оние луѓе кои секојдневно го проучувале Стариот Завет, оние луѓе кои постојано дури со Исуса оделе, го следеле, немале таква вера како што имал овој човек. Исус го пофалува. Исус го става, ако од 1 до 10 сметаме, горе на врвот. Човек кој покажа на вистина јака, силна вера. Исус вели: вистина ви велам, во никого во Израел не најдов толкава вера.
Takva vera, braći i sestri, nažalost, ke nedostasува na Божиот народ во последно време. Во Божјата црква. Ние се нарекуваме црква на остатокот. Но, наžalost, дали имаме таква вера како овој човек? Подоста ние ќе читаме како е покажал тој стотник или капетан силната вера во Исуса Христа. Таква вера ќе им недостасува на модерниот Израел, а ние денеска се нарекуваме духовни израелци, следбеници на патот, следбеници на Исуса Христа. Дали ние поседуваме таква силна вера како овој капетан? Лука запишал уште нешто во својата книга, во 18 глава, во 8 стих. Еве што вели Лука 18:8. Ви велам, ќе ги одбрани скоро, но кога ќе дојде човечкиот син, ќе најде ли вера на земјата? Гледате, нашата генерација која го очекува Христото доаѓање, ќе се сочи со еден проблем. Не недостаток на пари, ќе има пари. Не недостаток на време, ќе има време. Ќе има и други ресурси, но што ќе немат луѓето? Овде вели ќе немат вера. Кога ќе дојде Исус, ќе биде се помалку и помалку таа вистинска вера кај луѓето. Не оние луѓе кои не веруваат во Бога. Меѓутоа кај христијаните, они кои се крстат, они кои се колнат во Бога, они кои го посетуваат молитвениот дом, оние кои мислат дека веруваат во Бога. Исус вели, на жалост, таа вера ќе биде вештачка, таа вера ќе биде формална, нема да биде она силна, да блика од душата вера која ќе не одржи во последно време. Ајде малци подлабоко да не влеземе во овој настан, браќа и сестри, да го видиме овој човек, капетанот. Како бил тој човек? Ако ги читате неговите извештаи, односно извештаите за него, што ги дават малце се скудни, не се многу обширни, но може да кажеме дека тој човек бил чесен и со возвишени мерила. Знаете, војниците се претежно капетаните, оние официрите педантни луѓе. Значи, тие имат школо завршено, имат обука и тие се подготвени животот да го дадат за својата идеја, за својата татковина. Така ги воспитуваат. Но овој човек, кој го напушил својот дом и стотици километри е поставен во Палестина да служи, доаѓа со возвишени мерила. Каде се откриле тие негови возвишени мерила? Еве ќе видиме во извештајот во Матеј 8 глава. Овде во 8 глава, во 5 и во 6 стих ќе ги видиме неговите возвишени идеали и мерила во неговиот живот. Овде во 8 глава Матеј ги запишал следниве зборови. 5 и 6 стих вели: А кога влезе Исус во Капернаум, внимавајте сега, му пристапи еден стотник, овој капетан, и го молеше. Како пристапил човекот? Педантно, културно, му пристапи, не му викне, ти дојди вамо. А имал право. Бидејќи тој бил официр, тој имал власт. Но вели му пристапи и го молеше. Го молеше. Покажал култура, покажал достоинство, покажал возвишени мерила. И што се случува овде? Господи, мојот слуга лежи фатен дома и многу се мачи. Можел да му нареди по службена должност да го приведат Исуса и да го однесат војниците во неговиот дом, но капетанот ги почитува сите луѓе, ги почитува и му пристапи, вели, и го молеше. Понатаму, овој човек имал добри карактерни особини, мислам на капетанот. Бил наклонет кон добро, како што вели Лука, им направи, вели, синагога. Еве, да прочитаме уште еднаш 7 глава, 5 стих. Зашто го люби нашиот народ и синагога ни изгради. Зарем е можно еден незнабожец дошол стотици километри, поставен да служи во друга држава, а тие го сметат за непријател, го сакал народот. Го прифатиле луѓето, домашните, а тој за возврат, вели, ни направи синагога, ни направи црква, ни направи место кај што ние го славиме Господа и народот го сакал. Очигледно, моја предпоставка е дека тој доаѓал потајно на таквите служби. Тој доаѓал во синагогата и слушал, можеби таму во задниот ред стоел. Можеби дошол како цивил да слуша за Христа, да слуша за Бога, и народот навистина го почитувал овој капетан и го сакал. Понатаму бил скромен во односот кон другите. Читавме во Матеј 8:8. Му пристапи, го замоли: Учителе, мојот слуга дома е
bolena smrt. Ako sakaš, ako možeš, dojdi da mu pomogneš. Ovdje u 7. glava čitame 6. pa ponatamo do 7. i 8. stih. Isus trgna so niv i koga veke ne beše daleko od kukjata. Stotnikot isprati prijatelji da mu rečat: Gospodi, ne trudi se zašto ne sam dostojen da vlezeš pod moj pokriv. Koliko je bil ponizen čovjek. Sigurno njegovi krov, odnosno njegovata kukja ne bila nekoja zafrlena. To je bil kapetan, to je imao primanja, to bilo neko može bi rezidencije kao što to i živjel za njegovo to semejstvo, imali slugi. A u to vreme se koji ne može da ima slugi. Samo oni imuknite, pobogatite. Međutim, ovo ni ukažava, brake i sestri, na njegovata skromnost. Mu bilo ispod cena, što bi se reklo, Isus da dojde u njegovio dom. Бидејќи тој слушал за Исуса дека е цар, односно дека е Бог во тело. И затоа тој дошол, односно пратил стотници, односно војници, па и самиот тој дошол кај него да го замоли ако е можно да дојде кај него во неговиот дом и да го излечи. Очигледно Исус пристапил веќе во двориштето, а тој реагира и вели: Исусе, Господи, не труди се, зашто не сум достоен да влезеш во мојот дом. Затоа и не се сметав достоен да ти пристапам туку. Кажи само збор и мојот слуга ќе оздрави. Има ли таква вера кај нас, браќа и сестри? Има ли таква вера кај нас, христијаните, како овој незнабожец? Господи, го нарекува Господ Исуса. И покажува тотална верност и понизност. Не сум достоен. Има еден друг човек кој исто така кажал слични зборови. Сеќавате кој беше тоа? Оној царинарникот, Захеј, сеќавате? Кога Исус му рече: сакам да бидам во твојот дом. Нешто слично и тој така ги искажа сличните зборови. Човек кој не се чувствал достоен да царот на вселената дојде во неговиот дом. Овој човек, овој капетан, навистина покажал скромност во својот карактер. Ајде да видиме неговата вера сега. Како била неговата вера? Тој можел да се повика, браќа и сестри, на националните предрасуди. Тој бил римљанин, тој бил незнабожец, но сепак овде тој ја покажува она искрената, она детската вера која е потребна да имаме ние. Неговиот професионален однос, односно професионалната гордост, можел да го спречи да дојде кај Христа и да побара услуга од Исуса. Денеска ние се среќаваме со разни луѓе кои се на големи служби или должности. Понекогаш тие големци се срамат да дојдат во црква или да примат некој трактат, некоја книга кога им кажуваме. Зошто? Затоа што да не ги видат, затоа што тие се на должност, на функција. И таа нивна професионална гордост ги спречава да дојдат кај Христа. И многу луѓе ќе бидат изгубени, на жалост, само поради тоа. Но овој човек, овој капетан, не му представувала гордоста, професионалната гордост пречка да дојде кај Исуса и да побара помош. Овде ќе се вратиме повторно на 8.8 од Матеја, 8 глава, 8 стих, што вели: а стотникот во одговор му рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, туку кажи само збор и мојот слуга ќе биде спасен, односно исцелен. Понатаму можел да најде посредник, да прати некој од своите предпоставени и да го повека Исуса во домот. Но тој самиот се залага. Очигледно имал понизно срце. Тој ги ценел своите слуги дома. Не ги искористувал. Им плаќал доволно, тие му служели од љубов. И сега кога се разболел еден од нив, овој капетан се залага лично со Исуса Христа, разговара да дојде и да му помогне. Тој со вера, браќи и сестри, ги премостил сите пречки што сега ги нагласивме. Значи, професионална гордост, може да кажеме, други пречки кои ги имал, зашто бил виден човек, бил човек од власта. Можел да каже: па јас ќе барам помош од еден евреин. Замислете, он сега бара помош од евреин. Тоа го надминал овој капетан, го надминал и покажал на вистина она права, вистинска вера во Исуса Христа. А кога дошол кај Исуса, Исус никого не одбива. Ако и ние дојдеме било во кое време, било во кој дел од денот кај Исуса, тој нема нас да не одбие. Кога бараме,
pomoć od Isusa. Kaj čovjek može da dojdeme, možda nego najdeme doma, da go isključil mobilnet koga go barame, ili zaključena je vratata i da se vratime. Kaj Isusa vo sekoje vreme, postojano njegovata vrata je otvorena. Postojano Isus može da ni pomogne, naše samo da pobarame pomoć od Njega. Vo Jovan 6. glava čitame 36. i 37. stih. Evangelije spored Jovana 6. glava 36. stih veli slednovo. No vi rekov, iako me vidovte, ne veruvate. Sve što tatko to mi dava, ke dojde pri mene, a onoj koji dođe pri mene, nema da go isvrlam. Gleda me, braki i sestri, od ovih tekst, deka Isusovo srce je otvoreno, Isusovite race se rašireni za svekoga, pa i za one neznabošcite, pa i za one jezičnicite, što Biblija tegi ne rekova, kako što bilo ovoj kapetan. Isus ovdje jasno kažova, jasno i glasno vo 36. stih što čitavme, sekoj koji je dojde kaj mene, no vi rekov, iako mi vidovte, ne veruvate. Evrejite gledale pa ne veruvale, a ovdje ne znabosite. Isus veli, sve što, no vi rekov, iako mi vidovte, veruvate, sve što tatko to mi dava, ke dojde pri mene, i oni koji dođe pri mene, nema da go isvrlam, odnosno, nema da otide, a da ne mu se pomogne. Takva ta vera bila redka vo Izrael, braki i sestri. Takva ta vera ke bide i redka vo posebno vreme, pred vtoroto Hristovo doaganje. Ajde da odeme jedan čekor ušte ponatamu i da vidime delotvornosta na verata na kapetenot. Благодарение неговата вера се спасил човек. Спасен е човек. Спасен е живот на неговиот слуга. Имаме два текста. Во Лука 7.10 ќе прочитаме, а потоа одеме во Матеј 8.13. Еве што вели во Лука 7 глава 10 стих. 7 глава 10 стих. И кога испратените се вратија дома, внимавајте сега што пишува, го најдоа слугата здрав. Значи во тие часови, во тие минути, кога тој разговарал со Исуса, слугата веќе бил дома оздравен. И кога испратените се вратија дома, го најдоа слугата здрав. Еве да прочитаме и во Матеј 8 глава, и Матеј дава извештај за овој настан. Во 13 стих текстот го кажува следново. Матеј 8:13. Исус му рече на стотникот, оди си, нека ти биде како што си веровал. И неговиот слуга оздраве во истиот час. А капетанот тоа не го знаел. Тогаш немало мобилни телефони па да му се јават од дома жената негова да му каже, мажу, оздраве слугата. А тој да каже, па еве сега разговарам со Исуса. Еве сега Исус ја крена раката и рече, оди, ќе биде се во ред. Немало таква комуникација. Но кога се вратиле дома, останатите предпоставени на капетенот, му кажеле дека во истиот час, па и мати тоа го потврдува. И неговиот слуга оздравели во истиот час. Каква радост! Благодарение на верата на капетенот, слугата оздравува. Сега прашање за нас, браќи и сестри, колку луѓе денеска живеат благодарејќи на нашата вера? Колку луѓе денеска живеат или оздравуваат благодарение на нашата вера? Исус што рекол? Ако имате вера како една лубеница? Не, како едно синапово зрнце, ќе направите чуда. Ајде да работиме на нашата вера. Да работиме на нашата вера да се зголемува, да биде силна, да биде динамична, да биде експлозивна, да биде вера која ќе носи живот. Благодарение на верата на овој капетан, текстот вели, слугата оздравел во истиот миг, во истиот час. Христос денеска, знаете која вера ја цени? Детската вера. Ако еден татко или мајка го стави детето овде на клавирот и му рече, ајде, сине, фрли се во раце, дали ќе се фрли детето? Ќе се фрли. Зашто има доверба во мајката, во таткото. Исус сака да имаме таква вера. Го знаете оној пример, еден планинар се качувал по карпи и одеднаш се лизнал и почнал да паѓа. И случайно се фатил за една гранка и се држал. И почнал да вика, барал помош. Се обратил кон Бога, Боже, помогни ми. И одеднаш слуша глас од небото. Синко, пушти се
jaz ке те пречекам. Пошел да се врти около себе, нема никой. Одеднаш повторно прозборил, има ли некој друг да ме спаси? Овој човек немал доверба во гласот Божи, кој му рекол, отпушти се од гранката, јас ке те пречекам. Неговата вера била тотална, неговата вера била тотална слаба. Верата на овој капетан, браќи и сестри, била толку силна, што оздравил човек, оздравил слуга во неговиот дом. Ајде да споменеме уште 3 примери, колку времето ни дозволува, на личности кои исто така покажале таква чврста вера и оздравеле. Првиот пример е жената која била болна многу десетици години. Во Матеј 9 глава, овде имаме текст од 20 до 22 стих. Еве што вели текстот. Матеј 9 глава. Од 20 стих па до 22. И ете жена која боледуваше 12 години од крварење, му се приближи одзади и гледате сега. Се допре до ресите на неговата облека. Само се допрела. А овој слугата на капетанот не се ни допрел. Но Исус бил допрен со што? Со верата на капетанот. А оваа жена буквално се допрела до ресите, до облеката на Исуса. А Исус се сврти и ја види и рече, охрабри се, керко, твојата вера те исцели. И жената беше исцелена во истиот миг. Каква е таа вера? Таа се молила само Боже, ако се допрам до облеката на Исуса, ќе бидам излекувана. Понатаму, одиме на следниот случај, а тоа е слепиот Вартимеј. Што правил овој човек? Бил слеп. И Марко ни дава малце повеќе извештај за тоа. И еве ќе прочитаме во Марко Евангелие, Евангелието според Марко, 10 глава. Овде имаме неколку стихови од 45 до 52, но нема се да читаме, само неколку стихови да се подсетиме. 10 глава Марково Евангелие, стихот 45. А кој сака да биде прв меѓу вас, нека биде слуга. Тоа е текст 44, нам ни е сега потребен 45. Зашто човечкиот син, Да, добро, тоа е текстот. Зашто и човечкиот син не дојде да му служа, туку да служи, да даде својата душа за откуп за мнозина. И сега овде од Ерихон излегуваше заедно со своите ученици. Значи Исус излегува со големо множество. Вартимеј, слеп просјак, седеше покрај патот и штом чу дека тоа е Исус Назареецот, почна да вика и да вели: Исусе, сине Давидов, смилувај се. И гледате сега што пишува. Многумина му се закануваа да молчи, но тој викаш уште посилно: Сине Давидов, смилувај се. Исус го повика слепецот и му рече: не бој се, стани, те вика. А тој ја фрли својата наметка, скокна и дојде при Исуса. Исус пак проговори: што сакаш да ти сторам? А слепецот му одговори: учителе, да прогледам. Тогаш Исус му рече: оди си и повторно твојата вера те спаси. Гледате, и во овој пример, браќи и сестри, верата дошла до изражај. Она вера која нам ни е потребна денеска. И третиот случај е она упорна мајка која се молила за својата ќерка. Само еден текст ќе читаме од овој настан, а тоа е Матеј 15:28. Ова мајка, како и секоја мајка, ако има болно дете, ќе се моли до крај. Но ова е посебен случај. Овде вели: о, жено, голема е твојата вера, нека ти биде по твојата желба. И незината ќерка беше исцелена во оној час. Браќи и сестри, тоа се примери за кои може надлабоко, на широко да зборуваме. Тоа се личности кои покажале тотална вера. Она детска вера, вера која била веднаш услишена. И еве при крај да извлечеме уште неколку пораки, животни пораки од овој настан за капетанот кој заслужил да добие одликување. Прво, верата на капетанот е силна и не подсеќа под број 1 дека спасоносна вера немаат само верниците во црква. Тоа ќе бидат и луѓе надвор од црквата. Значи, спасоносна вера ќе имат и други луѓе кои можеби не се сега следбеници на патот, но во душата веруваат искрено во Господа. Второ,
Тоа многу пати се покажало во разни служби на луѓе. Дали се на големи функции, дали се на мали, дали се во средна категорија, секој може да покаже искрена вера и Бог таа вера да ја награди, без разлика каква и во каква професија се наоѓа. Трето, има многу кои ние не ги знаеме денеска, кои живеат во вера и го молат Бога да им помогне. Тоа се само оние скриени никодимци кои чекат да се отвори вратата и целосно да му придат кон Христа. Сега може би тие се тука за завесата. Може би не се толку откриени како овој капетан, но кога дошло време капетанот да реагира, кога дошло време да капетанот ја покаже својата вера, тој не се срамел. Дошол лично кај Исуса и му рекол: Исусе, учителе, имам потреба од тебе, имам дома болен човек, те молам, помогни му. Уште нешто, браќи и сестри, вистинската и делотворната вера не зависи од околностите. Не зависи од околностите. Може да бидеш во црква, надвор од црква, на улица, на пазар. Ако покажеш вера, Бог ќе те награди, Бог ќе реагира. Понатаму, вистинската вера не е условена од положбата. Еве ќе ве потсетам на еден друг настан во Втора Царевите 5 глава за исцелување на Неман. Кој бил Неман? Сеќавате? И што му рекло девојчето? Ако дојдеш во нашата земја и ако се искапиш од таа вода, колку пати? 7 пати ќе бидеш излекуван. Ние не се спасуваме со предрасуди, браќи и сестри. Ние не се спасуваме со она што понекогаш ѓаволот знае да го вметне во нашата мисла. Туку Господ да ни помогне да бидеме слични на овој човек. Името не го знаеме. Капетање заслужува навистина златен медал. Заслужува одликување. И сосема на крај, еве да дефинираме и да кажеме каква е живата вера. Број 1. Живата вера се заснова на Христа. Не мора да има факти секогаш. Таа се заснова на Христа. Број 2. Живата вера е понизна и скромна. Трето, не може да изменат надворешните околности. Четврто, таа секогаш е силна, јака, несебична. Вистинската вера никогаш не изневерува. Нека Господ ни помогне да имаме слична вера како овој капетан, кој заслужил најголемо одликување во својот живот, во мигот кога навистина спасел еден живот благодарение на неговата вера. Се случило во Русија, во еден воен гарнизон. Млади регрути вежбале фрлање на бомба. Како се фрлат бомби. Тука бил нивниот капетан и така дошол на ред едно младо војниче. Било уплашено, ја држел бомбата, го извадил ова, како се вика, осигурачот, но како раката да му се укочила и не можел да ја фрли, односно ја фрлил тука на 1 метар пред него, а околу него имало десетици млади регрути. Тука бил главниот капетан. Кога ја видел глетката, морал молневито да реагира. Се фрлил со своето тело врз бомбата. За миг тој го загубил својот живот, но останатите регрути биле спасени. После известно време, овој капетан добил одликување. Народен херој на Русија. Да, тој добил одликување. Но овој нашиот капетан, за кој ние зборувавме денеска, не добил одликување, иако го заслужил. Но тој ќе добие одликување. Знаете кој е? Вечен живот во Исуса Христа. Господ да ни помогне, браќи и сестри, да имаме верата на овој непознат капетан. Амин. Амин.